Жителите од улицата Киро Кикенски во Кочани постојано се соочуваат со сериозен проблем. Проблемот е уште од далечната 1991 година, велат. По секое невреме тие по 2 до 3 часа чистат и ја isfрлаат водата, која според нив се враќа од канализацијата, но и од долот и постојано ги поплавува. Јане Јанков, кој живее на оваа улица, сведочи дека и повчерашното невреме сликата е иста. Поплавени улици и работа за сите. Од 1991 година сум жител во оваа куќа и се соочуваме со истите проблеми како и оваа вечер. Со малку поголемо невреме, со поголем дожд, враќаат канализацијата, враќа се водата целата од долчето, поплавува ване. Нас поплавува и комшиите. Ето оваа вечер, тука сме веќе 2 сата, еве ги помпи тамо, имаме помпи електрични, али поради тоа што немаме струја. Жителите велат дека ова се појавува откако се поставија кружните текови и состојбата се влоши, со тоа што целиот налив на вода нема каде да истекува и ги поплавува куќите кои се наоѓаат во близина. Многу често за санирање на водата им помагаат и пожарникарите. Уште повеќе се влоши состојбата кога се направија кружните токови. Кружниот ток кога се направил тука да дое целиот нагиб на водата намо и целата вода ни паулава тука. До сега 2 пати, 3 пати пожарната не спасуват, пожарникарите. Таа вечер дојдоа и они, али водата веќе више беше повлечела, беше отидела. Граѓаните велат дека со години наназад бараат помош и решение за овој проблем од сите градоначалници на Кочани затоа што тие не знаат што да направат и како да се справат со проблемот кој трае со години, а помош нема. Не е толку тешко, не е толку скапо. Нудиме се и ние самите да помогнеме било што, само да најдеме решение да се таа вода да и се најде крај, да се одведе или у фекалната канализација, или тука у долчето во одводната вода, што е, да го решиме проблемот. Моливме ги до сега сите градоначалници наред од 1991 година на Амошице за помош, за решение. Нема никакво решение, нема никаква помош. Не знаеме што да правиме, не знаеме до кој да се обратиме повеќе. Нема до кој да се обратиме за да можат некој на некој начин да ни помогнат. Јанков оваа прилика ја искористи јавно да побара помош и решение. Вели дека не е тешко, а ниту пак скапо. Додава дека граѓаните кои се соочуваат со овој проблем ќе се вклучат и ќе помогнат на било кој начин за да се најде решение, да се најде крај на водата и да се одведе во фекалната канализација.